second. It seems another player is coming to Solveig's rescue. It's Novak Djokovic. Now this is truly unbelievable. Now the referee will give his verdict. It's in. Game is on again. Почитувани, добар ден и добро дојдовте во отвореното студио на 1ТВ по повод Вимблдон 2019. Шести натпреварувачки ден или време е за комплетирање на третата рунда надпревари како кај машкиот дел од турнирот, така и кај дамите, со тоа што денеска ќе бидат познати и оние двојки во осмина финалето и на двете страни од турнирот. Тоа што посебно не радува, дека и минатиот ден или претходниот, петиот надпреварувачки ден, не помина да нема изненадување на двете страни од турнирот. Кај мажите елиминиран четвртиот носител Кевин Андерсон, додека кај дамите кратка беше приказната на Вимблдон за една од фаворитките вознијацки. Стандардно и ова отворено студио, како и претходните, ќе направиме анализа на се она што беше интересно изминатиот претходниот ден, а воедно ќе најавиме и што денеска не очекува на програмата на 1ТВ, кои ќе бидат преносите, нормално и кои ќе бидат оние надпревари кои верувам ќе го привлечат вашето внимание. Така да почнеме за денеска. Прв пренос ќе ни биде на централниот терен од 14 часот меѓу Ешли Барти и Хариет Дарт. Ова е навистина интересна пресметка со оглед на тоа што Ешли Барти е на овој турнир како фаворит број 1 и како носител на ранг листата кај женската ВТА листа. Освен Ешли Барти и Дарт, од 14 часот на теренот број 1 се игра надпреварот и меѓу Серена Вилијамс и Јулија Гергес. Интересен надпревар и тука, особено ако се знае дека Серена Вилијамс атакува на нова Гранд Слем титула по пауза од 2 години. Покрај овие два надпревари кои ќе имате можност да ги проследите со приоритет, ке кажам, надпреварот на Барти и Дарт од 14 часот, некаде од 15:30 се очекува на централниот терен да истрчаат на машкиот дел од турнирот Жо Вилфред Цонга и Рафаел Надал. Ова воедно ќе биде, верувам, и дерби на денот, особено и затоа и се игра нели на централниот терен. Во исто време од 15:30 кај дамите пак како дерби на денот се избојува надпреварот меѓу Слоу Стивенс и Джоана Конта. Овие два надпревари се предвидени да стартуваат од 15:30 со оглед на тоа колку временски ќе траат претходните надпревари кои стартуваат од 14 часот. Од 17:30 за денеска исто така на централниот терен, вие почитувани љубители на тенисот ќе имате можност да го преследите и надпреварот на Роџер Федерер против Лукас Пуј. Овој надпревар е предвиден, подсетувам, за од 17:30. Повторно и ова отворено студио, секако нема да бидам сам, друштво во отвореното студио по повод Вимблдон 2019, ќе ми прави денеска Бесир Дургути, еден од нашите најдобри тенисери или еден тенисер кој котира високо на кога се работи за машкиот дел за мажите во Македонија и е рангиран на 4-то место на нашата најдобра листа, ќе кажеме, на нашата македонска ATP листа. Добар ден, Бесир. Добар ден, пред се фала ви за поканава. Убаво студио, чест ми е да бидам овде. Најважно се чувствувате одлично, ги имаме и символите на Вимблдон, на вистина специализирано студио по повод овој трет Гранд Слем турнир, голем Гранд Слем турнир, каде за почеток ќе те прашам кој е твојот фаворит за овој турнир и каде, што мислиш, кој може да исплива до крајот и кај дамите и кај мажите? Па, фаворит ми е Надал, значи левак сум и ја исто ко него. Се надевам ќе догура до крај. Лани имаше многу добар меч со Џоковиќ полуфинале. Малце делеа
да го победи Џоковиќ. Се надевам ова година ќе се врати дома со титула. Кој е твојот прв печаток по она што досега го видовме, овие изминати 5 дена или 3 рунди надпревари кај мажите и кај дамите, на вистина изненадувачки, голем број фаворити веќе ја завршија приказната на Вимблдон уште во првата недела. Па да, Вимблдон е таков Гранд Слем што знае многу често да има такви изненадувања. Ова година има голем исто од првата недела изненадувања, Вавринка, Андерсон вчера. Значи, Тука и Доминик Тим, Александар Зверев, Циципас. Добро, Доминик Тим поише знаеме сака земјана подлога, но има големи имиња што веќе не се дел од турниров. Првата недела секогаш е кризна, доека се навикнат, брза е подлогава, поразлична од другиве турнири, нова е, не е играна и нормално. Малце доека се снајдат, од втората веќе е полесно. Так. Оваа голема сцена или елитен тенис, ќе кажам, навистина е барем за сега далеко од нашата македонска сцена. Колку Бесир е задоволен од она што досега оваа сезона го има одиграно и што може да очекуваме до крајот? Па, може да кажам задоволен сум, не е дека не сум задоволен. Извини, до крај рековте? Да, Што до крајот на годината, што уште сега, колку турнири ја имаш на агендата и дали? Па сега овој период ќе направам некои мали припреми да се спремам, ќе имам од август неколку турнири во регионов, значи во близина што се. Може да се околу 5 турнири, а после тоа ќе видиме. Так, ние одиме на Вимблдон, пред да продолжиме со анализа и на осврт на она што вчера се случуваше и кај мажите и кај дамите и што она допрва не очекува. Одиме сега со прилогот на колегата Огнен Тојчиновски за оние 5 работи кои денеска никако не смеете да ги пропуштите на Вимблдон. Каков тенис одиграа Джоана Конта, односно Слоу Стивенс, минатиот месец во рамките од четвртфиналето од Ролан Гарос. Доволе беше коментарот на легендарната Крис Еверт, која карактеризира играта на Конта како перфектна и дека на тој меч британката можела да победи секого. Конта и Стивенс повторно се среќаваат овој пат на Вимблдон во рамките од третото коло и се очекува одново голема борба помеѓу овие две тенисерки. Британката Конта пред 2 години беше полуфиналист на Вимблдон, а доколку отиде до самиот крај годинава го освои турнирот. Ќе биде првата британка на која и пошло од рака тоа по Вирџинија Вејт во 1977 година. Иако во минатото и самата велеше дека не е фан на подлога на трева, сепак германката Јулија Гергес и тоа како покажува во последниот период дека во овие услови игра одличен тенис. Откако минатата година играше во полуфиналето против Серена Вилијамс, сега повторно се среќава со истиот противник во третото коло. И двете во позадина чекаат шанса за сензација, за успех на турнирот, а Вилијамс доколку успее во тоа, ќе освои 24-та Гранд Слем титула во кариерата. Британецот Даниел Еванс за прв пат стигна до оваа фаза од Вимблдон. Може потенцијално в понеделник да се сретне со Рафаел Надал, а интересно е што Еванс веќе известно време е спаринг партнер на тренинзите на Роџер Федерер. Тоа секако дека во многу ќе му помогне на британецот во дуелот со еден од најдобрите на сите времиња, затоа што во тој случај ќе мора да даде и повеќе од своите максимални можности. Напредок во играта на Еванс секако дека има и тоа е очигледно, а за да се сретне со Надал мора денеска да обезбеди триумф против португалецот Жоао Суса, додека пак шпанецот се среќава со Жо Вилфред Сонга. Тревата на Вимблдон е една од најкоментираните нешта не само во тенисот, туку воопшто во спортот. Луѓето задолжени за незиниот квалитет со години се бават исклучиво со тоа и се вистински експерти во својата бранша. Навистина е уживање да се биде дел од овој турнир и да се почувствува оваа подлога, истата бара огромна трансформација од земјината подлога на Ролан Гарос, која се играше не така одамна. Затоа на тенисерите им е исклучиво тешко и имаат пред себе голем предизвик за да за краток период се адаптираат на две различни подлоги. Од високиот и пред се спор одраз на топчето од подлогата на Ролан Гарос до нискиот и брз на Вимблдон подлогата е нешто со кое што тенисерите мора константно да се справуваат во текот на турнирот. Па така, само на Штефи Граф, односно Серена Вилијамс од 1985 година па наваму, им успеало да ги спојат титулите на двата Гранд Слеми во една година. Тоа можно е да и појде од рака и на годинешниот освојувач на Ролан Гарос, Ешли Барти, која во моментов е прво рангирана на Вимблдон, а во третото коло се среќава со британката Хериет Дарт, која на овој турнир му пристаби со вајлд карта. Иако се работи за тотално спротивен тип на играч, американецот Џими Конорс и Роџер Федерер имаат во моментов нешто заедничко.
Американецот во своето време важеше за вистински фајтер во кратки бели панталони, а неговата изјава дека луѓето не разбираат дека тенискиот терен е поле за вистинска војна е легендарна. Од друга страна, Федерер низ годините покажа сосема спротивни атрибути на играч, кој пак него го направи еден од најдобрите на сите времиња. Па така, играјќи толку години во континуитет на највисоко можно ниво, Федерер го достигна рекордот на Конор кој 17 пати стигнал до третата рунда на Вимблдон. Швајцарецот годинава пак ја стигна таа бројка, а се обидува да стигне до 9-та титула на Вимблдон со што ќе се израми со Мартина Навратилова, уште една легенда на светскиот тенис. Почитувани, продолжуваме назад со отвореното студио. 6-ти натпреварувачки ден на Вимблдон или ден кога ќе се комплетира третото колон кај машкиот дел од турнирот, исто така и кај дамите, а воедно ќе бидат познати 8 на финалните двојки веќе за наредната недела. Мој гостин денеска е Бесир Дургути, како што кажав. Пред да продолжиме со анализа и освртот на вчера што се случуваше на Вимблдон, ќе потсетам дека моментално се играат неколку надпревари кај дамите. 4 Линет Квитова, моментално е 0-1 за Квитова во сетови и води веќе во вториот со 4-2. Значи Квитова е пред нова победа и пласман во осмина финалето. Мертенс води против Ванг со 1-0 во сетови, 3-2 е во вториот. Риске Бенчич е 0-1 во сетови и 2-3 во вториот. И Карла Суарес Наваро води 1-0 во сетови против Лорен Дејвис, но исто така и во вториот е 4-3, така да близко е исто така и Карла Суарес Наваро до осмина финалето. Кај машкиот дел од турнирот се играат моментално два надпревари. Нишикори води со 1-0 во сетови против Джонсон и 2-1 е во вториот сет. А Сенквери против Милман моментално е 1-0 во сетови и 4-4 во вториот сет. Бесир, ни одиме со она што вчера, како што најавив, остави длабок печат на денот. Очекувано бранителот на трофеот на Вимблдон, Новак Ѓоковиќ, извојуваше победа во третото коло против Хуркач со 3-1, но овој млад тенисер успеа да му одземе еден сет на Ѓоковиќ и тоа во вториот со навистина маестрална игра во тајбрейк со 7-5. Кој е твојот впечаток од овој надпревар? Нормално очекуваше лесна победа од Ѓоковиќ како ова или можеби очекуваше повеќе да му зададе мака овој млад тенисер? Па, Хуркас е добар играч, има добар сервис, но тоа исто го има кажано. Малце послабо се движи, но со добар сервис нема многу игра во тоа. Првите два сета Ноле не беше во неговото ниво, што знае он да го изигра. Но третиот и четвртиот сет нивото... Така, веќе со 6-1, 6-4 ги доби следните два. Така да покажа подобар квалитет од претходните два сета, што е покажа дека е спремен и ко добар тест му дојде ова за понатамошно во шампионатот, да. Така. Но колку е добро што Ѓоковиќ или колку е лошо што уште на самиот старт на Вимблдон или првите 3 рунди еве има вака лесни аутсайдери против себе. Дали тоа ќе значи нешто за понатаму или? Па мислам не. Тоа секогаш без разлика првиот, вториот носител секогаш добиваат малце полесни противници, така се рангирани, така се влечат и ја мислам нема никаков проблем. Ноли има само доерба, верува у себе доста. Ја мислам не влијае никако лошо кај Ѓоковиќ, ни кај другиве играчи. Така, овој тенисер го гледаш во финалето со твојот фаворит, како што кажа Надал, можеби? Ја мислам вкрстуваат не е на половината на Ѓоковиќ, Надал би вкрстил евентуално во полуфинале со Федерер. Па се надевам и едно од ланскиве мечеви, нели кажав дека Ѓоковиќ со Надал беше еден многу добар меч, значи за треба кој да игра на некоја друга подлога, така да се надевам зошто да не ги гледаме во финалево. Така, веќе следен надпревар, осмина финален надпревар од понеделник за Ѓоковиќ е против Уго Амбер, француски тенисер, млад исто така, 21 година, и добро високо котира и на ATP ранг листата, 66-тото место. Повторно млад противник за Новак Ѓоковиќ.
Па добро, не мора да значи. Има Џоковиќ од доста млади играчи изгубено лани. Имаше пораз од Качанов, мислам, Циципас. Мислам имаше И оваа година, да. Добро. И не мора да значи ако е млад, така да ќе биде лесен. Уго го тепаше, мислам, он Филс му предаде 5 сет. Така но исто игра навистина доста добар тенис натпревар. игра, така да ја мислам Џоковиќ ќе тепа, ама нема да е така лесно. Така. Да одиме да видиме што Новак Ѓоковиќ очекува понатаму од овој турнир и нормално што имаше да им соопшти на светската спортска јавност веднаш по победата против Хуркач. Честитки за мојот противник. Тој е многу млад, перспективен, има силна игра од основната линија. Многу силен и ефикасен сервис. Дефинитивно заслужи да го добие вториот сет. Иако навистина имав прилика да го добијам тој сет, имав брейк топка, но играв во грч, мора да признаам, во првите неколку сетови не бев целосно онака како што посакував да бидам. Меѓутоа, кога го изгубив вториот сет, работите се променија на подобро за мене. Третиот сет беше најдобар со 6-1 и потоа следуваше доста солиден последен сет. За прв пат на теренот еден. Веројатно тоа влијаеше. Последните неколку години тука предадов меч против Бердих, изгубив од Квери и имав тежок меч против Андерсон. Така беше последните 4-5 години. Генерално играм на централен терен, така што кога ќе сменам терен, особено кога имам противник како што беше Хуркач, нималку не е наивно и лесно. Добро е тоа што на некој начин бев тестиран, ова беше голем предизвик и мило ми е што го пребродив. Сега имам 2 дена одмор и ќе се подготвам добро за осмина финалето. Интересно и необично е што и на Ролан Гарос првите неколку рунди играв против тенисери за прв пат во својата кариера. Ете и тука сега истото ми се случува. Ке мора да направам посебна анализа за мојот нареден противник Умберт. Тоа ми е приоритет пред да се подготвам за него. Да совршам некои елементи од играта кои треба да бидат подобри наредната недела, доколку сакам да одам до крајот. Така, пред да продолжиме со она што вчера исто така навистина остави голем печаток и трага, оној пети надпреварувачки ден или почетокот на третата рунда надпревари, одиме моментално Петра Квитова има уште 2 меч топки против Линет. Одлично го отвори овој надпревар, кој стартуваше од 12 часот. Првиот сет го доби со 6-3, сега е 5-2, води со 40-30 и е на позиција има позиција за меч топка и нормално за пласман во полуфиналето. Да видиме како и тоа е тоа. Петра Квитова е осмина финалист, победувајќи ја лесно Линет со 2-0 во сетови и во осмина финалето ќе го чека победникот од надпреварот меѓу Слоу Стивенс и Джоана Конта, кој исто така се игра денеска на теренот број 1 од 15 часот и 30 минути. Петра Квитова е оправда фаворитската улога, победувајќи ја Линет со 2-0 во сетови и очекувано е веќе во осмина финалето, но заедно и со Карла Суарес Наваро, која предмалку го заврши својот надпревар против Лорен Дејвис од Америка. Карла Суарес со 6-3, 6-3 го победи овој надпревар и продолжува во осмина финалето, а за противник пак ја чека пресметката или победникот од денешниот надпревар на Серена Вилијамс против Јулија Гергес. Бесерни одиме со она што вчера навистина не изненади, а тоа ќе кажам дека е елиминацијата на Кевин Андерсон како четврти носител на овој турнир и пораз од аргентинецот Пела и тоа во 3 сета 6-4, 6-3, последниот во тајбрейк му припадна на аргентинецот Пела со 7-4. Очекуваше ли дека и Кевин Андерсон, иако е на ATP листата не котира на четвртото место, сепак турнирот го смести како еден од 4 најдобри тенисери на овој Гранд Слем, да биде елиминиран уште во третото коло. Па он не играше долг период нешто Андерсон, имаше повреди и
се очекуваше, но од Пелја да изгуби во Вимблдон, тоа баш имаше претходниот ден претходниот меч му беше со Типсаревич, мислам, густ Така. меч. Попрво би рекол би изгубил од Типсаревич него од Пелја. Пелја игра многу добар тенис, игра нормално, но поише му одговара земјана подлога. Нема такви добри резултати во трева и малце изненадување. Особено што Андерсон на овој турнир и бранеше голем број на поени, особено поради фактот што ланската година беше финалист на Вимблдон и пораз од Новак Ѓоковиќ. Сега бранеше поени, но не успеа во третата рунда кога против себе го доби Пела. Сега Пела во осмина финалето ќе игра против Раонич, кој пак со 3-0 вчера е оправда, да речеме, фаворитската улога против еден исто така интересен тенисер кој прикажа супер интересен тенис на овој Вимблдон, Опелка. Американецот го победи Стен Вавринка, но загуби од Раонич. Колку Пела сега може да му парира на Раонич? Па, Пела го доби Андерсон 3-0, значи сигурно му одговара. Не може, колку и да не играл Андерсон, не може така лесно во Вимблдон, кај што лани играше финале, да изгуби. Така да сигурно ќе биде многу добар меч, интересен и неизвесен. Така. Одиме сега со зборовите или ставот на Андерсон веднаш по вчерашниот разочарувачки пораз. Да споменеме или да подсетиме покрај Андерсон на овој Вимблдон. Останавме без фаворитите како Вавринка, како Тим, Зверев, Циципас, така да вчера им се приклучи Андерсон, па да видиме што кажа по поразот Андерсон. На вистина тежок надпревар. Претходно немав играно на големата сцена против Пела. Еднаш само го победи во Мајами пред неколку месеци. Секогаш е малку незгодно да играш против некого за прв пат на еден Гранд Слем. Ова беше голем предизвик за мене. Едноставно потфрлив. Пела се движеше премногу добро по теренот. Многу тешко се бранев и бев принуден да не финиширам со поени. Кога имав шанса за тоа, ја искористував. Генерално мислам дека не одиграв многу лош меч, сервисот само требаше да ми биде малку подобар. Не ги искористив моите шанси на брейк поени. Веројатно ова е еден од клучните моменти за мојот неуспех. Се надевам ќе продолжам да напредувам, особено на тврда подлога, вклучувајќи го US Open. Продолжуваме понатаму со она што вчера навистина остави длабок впечаток и она што не изненади, а можеби и кои тенисери оправдаа фаворитската улога, па покрај оние досега што ги коментиравме, одиме со надпреварот на Баутиста против Качанов. Баутиста 3-0 против Качанов продолжува во наредната елиминацијска фаза. За противник сега го доби Паир, кој исто така беше подобар од Јержи Весели. Да, Весели го доби Зверев. Така е, беше изненадување тоа, да. Уште во првата рунда чинам. Да, па Паире игра добар тенис, значи има добар осет, што е една од најбитните работи кои играте на трева, значи дропшот, добар сервис, добро движење, има добар тенис. Игра, може да кажам, слично Киргиус, но попозитивен, поинтересен е за публикава. Така. Во осмина финалето покрај нив се исто така и Вердаско и Гофан. Токму овие двајца ќе се сретнат во осмина финалето. Вердаско со 3-0 го победи Фабијано, додека Гофан беше подобар од Медведев во навистина тежок надпревар кој мораше да го добие во 5 сета. Па да, Медведев ова година и од лани уствари почна многу добро да игра, добра форма е, но Гофан исто добар резултат покажа пред Вимблдон, турниров го освои. Така да ќе биде интересен меч, но да, но ја мислам голем фаворит е влага Гофан на тој меч со Вердаско. Така. Тоа беше накратко за оние тенисери кои вчера ја отворија третата рунда и продолжуваат во осмина финалето, а она што денеска ни предстои, ќе кажам како надпревар на денот или дерби на денот е надпреварот меѓу Цонга и Надал на централниот терен, кој пренос ке имаме токму на 1 ТВ од 15:30 часот. Цонга Надал.
добар меч. Мислам, не е во таа форма што беше порано Цонга. Надал се покажа добро. Имаше добар тест пред ониот меч со Киргиос. Имаше пораз на Вимблдон, а изгуби задниот пат од Киргиос. Имаше негативен скор со Киргиос. Така тежок надпревар, тежок дреп имаше Надал уште на почетокот, два тешки надпревари. Но тоа е добро за Надал. Нормално, само доерба ќе има, дојде со само доерба од Ролан Гарос, но тоа е друга подлога, не се ова е една од најнеумилените на Надал Вимблдон. И така, за тоа говорат и неговите само 2 освоени титули од овој престижен Гранд Слем. И нормално нема иста само доерба како на другиве турнири, но по победава над Киргиос, нормално сега, значи верувам дека верува поише во себе и далеку е помотивиран. Помотивиран, да, го гледавме, доста беше мотивиран и со Киргиос, напнат меч. Да, но колку французинот ќе има шанси против Надал, со оглед на тоа што имаше уште полесни, можеби далеку полесни надпревари пред Надал на овој Вимблдон. Сега дојде во третото коло, впрочем го победи Беранки со 3-0. Колку, бидејќи во минатото знаеме дека Цонга важи за еден навистина тенисер кој знае да им зададе потешкоти на фаворитите, но колку сега на овој Вимблдон има шанси против еден, како што кажа сега, многу мотивиран тенисер како што е моментално Надал? Па, Вимблдон е ова, шансиве се еднакви, но фаворит, мислам, во тој меч ќе биде Надал. Игра добар тенис моментално, Цонга нема толкава само доерба, нема да влезе со толкава само доерба. Иако имаше лесни мечеви, Надал навикнат е, спремен играч, еден од најспремните може да кажеме. Така е. И мислам нема да има некој проблем дали изморен, замор ќе има или не. Така да ќе биде интересен надпревар. Ако за ништо гледање, друго очекуваме возбудив надпревар. Така е, подсетувам Цонга Надал денеска на централниот терен некаде околу 15 часот и 30 минути, а сега одиме со она што очекуваат двајцата тенисери пред нивната денешна пресметка. Секако дека сум среќен за победата против Киргиос. Навистина имав тежок надпревар против тежок противник. Мислам дека играв одлично во првиот сет. Работите тргнаа на подобро за мене по брејкот, кој го направив доста рано. Сепак немав добар сервис ако размислам подобро, се до последниот кога губев со 30-0, но сепак го затворив успешно. Генерално имав одличен прв сет, потоа потврли во вториот, но за среќа бргу се вратив. Малку изгубив концентрација на 4-3, навистина тогаш играв многу лошо и вториот сет му припадна на мојот ривал, кој навистина игра одлично на трева. Мислам дека немав брейк поен потоа за време на целиот меч. Исцрпувачки беа третиот и четвртиот сет. Но многу сум среќен за начинот како дојдов до победата, за тоа како играв во тајбрейковите и со каква концентрација. Ова е многу важна победа за мене. Добив тешка ждрепка, тежок противник уште во втората рунда. Но ова ми дава шанса да продолжам понатаму. Сега пред мене е Цонга. Тоа доволно говори каков пат имам пред мене доколку сакам да успеам. Нема време за одмор. Мора да поработам уште малку на некои работи, а потоа да го дадам максимумот за нова победа. Мора да се борите за победа, мора да го дадете најдоброто. На крајот од денот, триумфот е најважен. Во секој случај делува вознемирувачки, кога ќе слушнете дека противникот со кој сте играле е казнет поради незалагање. Нормално е да ја става по знак прашалник мојата победа против Бернар Томиќ. Тоа делува вознемирувачки, иако мислам дека реакцијата кон него од страна на организаторот е претерана. Мислам дека затоа што се работи токму за Томиќ, затоа е и казнет. Се работи повеќе за неговата репутација. Со Томиќ верувајте никогаш не сте на чисто. Играте меч во кој тој се однесува ноншалантно, статичен е, но кога ќе се играат важни поени, тој ќе ги одигра, не е лесно да се игра против него. Дали мислам дека казната е превисока? Да, мислам дека е, но тоа е само моето мислење. Од друга страна пак најважно за мене е што мина во следната фаза и што се оди според планираното за сега. Ме чека навистина тежок надпревар против Надал, за кој сметам дека е еден од најдобрите тенисери на сите времиња. А покрај надпреварот на Цонга Надал, кој подсетувам денеска треба да стартува некаде од
надпреварот на Цонга и Надал така треба да стартува некаде околу 15:30. Она што посебно ќе привлече внимание е нешто подоцна или 2 часа подоцна надпреварот на Роджер Федерер, кој е втор фаворит на овој турнир против Лукас Пуј, кој котира на 27-та позиција на ATP ранг листата. Колку Федерер ќе може да ја оправда фаворитската улога против овој тенисер, кој, ако знаеме дека предходно Пуј ги има елиминирано Гаске и Барере? Па, ја мислам Федерер во страшна форма. Игра добар тенис. Многу добро се движи. Значи, една од побитните работи кои играте на трева е движењево. Тоа Федерер нема никакви проблеми, добро го владее, има добар сервис, пули доаѓа пред турнириве не беше нешто во добра форма, имаше добар резултат во Australia Open, но после тие турнири се бореше со формава и ќе биде интересен меч но ја мислам фаворит е Федерер, влага како голем фаворит влага Федерер. Во досега овие двајца тенисери си имаат сретнато само еднаш и Федерер има запишано нормално очекувано победа на ATP турнирот во Париз, и тоа во осмина финалето, очекувано со 2:0. Сега, доколку Федерер нормално помине очекувано денеска во осмина финалето, го очека надпревар против победникот од Беретини или Шварцман. Исто така интересни тенисери. Па, Беретини оваа година покажува многу добар тенис, многу добар квалитет. Има, мислам, освоено 2 или 3 турнири. Играше, мислам, и финале. Сега на трева. Да, имаше и финале. Добра форма е. Шварцман, чудно за аргентинциве да играат добро на трева. Пелја и Шварцман. Поише сакат земјена подлога. Добар меч. Неизвесен, ја мислам, е доста неизвесен меч. Така, предвидување твое, кој од овие двајца би можел да догураите до осмина финалето? Па, ја мислам, поише сум Беретини. Беретини, ја мислам, би требало да победи. Генерално, кога ќе видиме, или кога ќе ги споредиме Федерер и Надал, бидејќи се на иста страна од ждрепката, далеку полесни противници Федерер ќе има до евентуалното полуфинале против Надал. Дали тоа ќе значи повеќе шанса за Федерер доколку се сретнат во полуфиналето со Надал? Ја мислам не, ако се сретнат нема врска тоа. Надал, како кажав и порано, доста спремен играч, има ден пауза, он имал секогаш дали во Ролан Гарос по 5 сета знаел да ги изигра мечевите, мислам нема да има никаков проблем со тоа. Знаел да се справи со тие работи. А ако ќе биде пак многу добро полуфинале, лани беше Надал со Џоковиќ финале во оваа година, ако догура двајцава до полуфинале, ќе биде исто многу интересно, многу возбудливо полуфинале. Така, одиме сега да видиме што очекува Федерер, веднаш по неговата победа во претходното коло, односно пред денешниот надпревар против Пуј. Добро почна надпреварот, а тоа секогаш е фино, особено по претходниот дуел, кога знаете, се обидувате да изгледате што подобро во секој нареден. Се обидував да бидам што можам повеќе агресивен како на мојот претходен меч. Бев во позиција за тоа. Почнав одлично, добар бев и во третиот сет. Всушност тесно беше само во вториот, но успеав да ги задржам нервите и да сервирам повторно добро. Доминирав на моите сервиси, а се обидував да бидам на висина на задачата и на ретрн. Понекогаш тоа дава резултати, а некогаш не, што е нормално за тревен терен. Почувствував дека Џе е малку нервозен на почетокот по двојната грешка во првиот гейм. Двојна грешка секогаш многу ти кажува. Имаше брейк поени за враќање, што беше огромна шанса за него, но јас големив на 4-1, 5-1. Тоа беше крај за првиот сет, што доволно ми покажа што ме чека до крајот на мечот. Се надевам дека ќе продолжи да работи тој напорно, а резултатите ќе покажат колку е добар. За мене останува да продолжам на нивото да играм како и досега и чекор по чекор верувам во нов успех. Така е надпреварот на Роџер Федерер против Лукас Пуј се очекува денеска да стартува некаде околу 17:30 часот. Тоа ќе биде и трет пренос на
фреквенцијата на 1 ТВ предходно, како што кажав, Цонга Надал од 15:30, а од 14 часот ќе стартуваме со еден надпревар од женскиот дел од турнирот меѓу Ешли Барти и Хариет Дарт. Сега одиме со она што покрај овие надпревари кои што ги споменавме досега од машкиот дел од турнирот, кои денеска, впрочем, ќе ја завршат или комплетираат третата рунда, така да ќе ги издвоиме надпреварите на Штруф и Кукушкин. Ова е навистина интересна пресметка, знаејќи дека Кукушкин минатото коло го елиминираше еден од големите фаворити Изнер. Па Кукушкин знае да игра на доста брза подлога, доаѓа значи од такви земји кај што се игра брз тенис, сака брз тенис. И ја мислам одговара Вимблдон. Знам на Џоковиќ знаел да му прави проблеми, на многу добри играчи, значи искусен е. Тука и Штруф добра форма, играше добро Ролан Гарос, знае добар тенис да изигра. Така, моментално од фаворитите, еве, моментално кои два надпревари се играат на Вимблдон, Нишикори веќе 2:0 води против Џонсон и во текја третиот сет и во тој исто води со 1:0, така да Нишикори полека но сигурно чекори кон осмина финалето, заедно со Квери кој исто така има 2:0 во сетови против Милман. Па Нишикори исто еден добар играч, се очекува негова победа. Може да догура до крај. Висок пласман очекуваш од овој тенисер кој исто така кој е во топ 10 тенисерите на светот. Мислам многу добар играч, може да догура четвртфинале, полуфинале нормално. Тоа е за тој ранг на играч. Значи, така, да кажа, топ во осми тројка. на финалето би можел да се сретне со Штруф или Кукушкин, зависи денеска кој ќе победи. Фаворит е било кој од нив да победи, ја мислам Нишикори е голем фаворит. Голем фаворит. Покрај тие два надпревари, денеска може да се издвои исто така интересен надпревар на Суса против Еванс. Па ја мислам фаворит е Еванс, домашна публика, добра форма, мислам. Колку значи ете кога играш пред своја публика од едно ваше искуство? Па има голем притисок нормално, сите очекуваат победа, негова победа, но на најбитните моменти ти даваат поддршка, најават за тебе, знаат малце да бидат, знае публика исто дома да биде безобразна, нели, на дупла да аплодира, провокации некој. Сето тоа влие на противникот? Па ја мислам зависи од противникот, но во Вимблдон не верувам, тие се доста искусни играчи, таму има такви мечеви играно многу често и мислам не им прави некој голем проблем, но ќе биде интересен меч, домашна публика во Англија, така да. Така. Кога сме кај машкиот дел од турнирот, Бесир, би сакал да ве прашам дали досега си имате можеби сретнато со некој од овие учесници моментално на Вимблдон, некој од помладите па? Па еве го Барере, што играше со Пули, имам играно со него, имам играно со Джере. Джере, мислам, испадна второ коло, но и имам играно и со Джере, така да се знам со доста од нив по турнири, БДН, тука е Џумхур, има. Се разликуваат многу од нашата домашна сцена кога ќе застанете еден против друг? Па не е некоја голема разлика да се каже, но искуството е таму, самодовербата, влијаат многу други работи. Имат навикнати се на големи турнири, немат никаков проблем, така да не е до толку знаење во колку што е искуството и самодовербата. Големиот број на турнири, големи турнири. Да, нормално имаат победено добри играчи, добри победи. Тоа доста влијае во нивната самодоверба, веруваат повеќе во себе. Така. Бесир, пред да продолжиме со женскиот дел од турнирот, со она што вчера остави посебен печаток и што денеска, впрочем, не очекува, одиме сега накратко со блок реклами, а потоа се враќаме назад во отвореното студио Вимблдон 2019.
Продолжуваме назад со отвореното студио по повод Вимблдон 2019. До сега дадовме осврт и анализа на она што вчера се случуваше или петиот надпреварувачки ден на машкиот дел од турнирот, но впрочем најавивме и што денеска кај мажите не очекува во оваа рунда трета по број 3 за комплетирање на оваа трета рунда и нормално сите осмина финални двојки кои не очекуваат веќе од понеделник. Сега ќе одиме со женскиот дел од турнирот, а кога сме кај дамите, не може да поминеме, а да не потрошиме некој збор повеќе за младата американска сензација, 15-годишната Кори Гоф, која и вчера во третата рунда успеа да ја победи Полона Херцог со 2-1 во сетови, и тоа во еден навистина тешок надпревар. Ретко и кој очекуваше кога во вториот сет Гоф губеше, впрочем, од Херцог со 4-1, потоа и со 5-2, но американката навистина маестрално се врати во игра, успеа да изедначи од 5-2 на 5-5 и да поведе, и потоа во тајбрек да изедначи во тајбрек победи со 9-7 за 1-1, а со тоа се избори за трет решавачки сет против Херцог. Бесир, ти како ја виде ова во твоите очи, како помина оваа девојка со оглед на незините навистина 15 години, со оглед на тоа што во првата рунда успеа да мине незината огромна фаворитка Венус Вилијамс, по победата над Вилијамс во втората рунда и Рибарикова успеа да елиминира, сега и Херцог. Што може повеќе да се очекува од оваа млада сензација? Уште Халеп. Доста талентирана, млада, покажува фантастична игра. Игра добар тенис. Нормално. Доаѓа од јака земја за тенис, значи имат многу број турнири, така да нема никаков проблем со самодовербата, искуството, значи добиват голем број валкарти, сигурно покани за турнири. Да, кога ќе се споредиме со нашата балканска сцена, тоа е огромна разлика. Па и патов им е полесен. Значи, патов до успехот им е доста полесен од некој балканец или некој од нашиве простори да успее, така да се очекуваат такви нови имиња во тенисот, без разлика дали е женскиот или машкиот тенис. Кај жениве нормално е секој Гренслем ново име, се појавува некој нов победник. Затоа и постојат, можеби, Гренслемовите, тука се раѓаат и новите звезди на елитниот тенис, и кај мажите, како што кажа, и кај дамите. Ме интересира какво е размислувањето, заре можда на 15 години тенисер или тенисерка толку доволно да созрее, да има таа потребна самодоверба и мотивација на теренот, за да може пред себе да елиминира таков калибар на тенисерки како што е и Венус Вилијамс, и Рибарикова, па и Полона Херцог сега. Па ја мислам после првиот меч со Венус, што ја победи, доста самодоверба, но сега има самодоверба, верува во себе, нема никаков притисок, само 15 годишна е, значи сите се постари. Добро, можеби кај тенисерите па кај 15 години не е мала бројка за бидејќи почнувате многу од рана возраст. Тоа ме интересира како буквално вие се чувствувавте, вие кога имавте 15 години, како делувавте вие на теренот? Па има голема разлика машкиот тенис со женскиот пред све. Значи не може такво изненадување да има ретко. Значи Феликс задното, значи такво имаше победа на Гренслем со 14-15 години, но немаше на Челенџер, не на Гренслем, значи. Така е. Имаше победа, така да голема е разликава, не е така кај машкиве е потешко, значи имаш Федерер, Надал, треба да ги победиш, или Џоковиќ, има дали Андерсон или, но кај женскиве е малце полесно. Знаат да имат моменти, да изигра да изигра добар меч, да се сменат многу работи во мечов, значи водела сет 4-1 па 5-2. Така да ретко кај машкиве има такви изненадувања. Така, но не значи тоа дека пак може и да
стигне до самиот крај, иако до сега навистина мина голем број на фаворитки, бидејќи пред неа пак сега можеби е и најголемиот тест на овој Вимбелдон, осмина финале против Симона Халеп. Романската тенисерка пак успеа вчера во 2 сета да ја добие Азаренка, која исто така важеше за еден исклучително тежок надпревар и дерби на денот. На крајот се покажа лесна и рутинска победа за Халеп со 6-3 и 6-1. Па да, Халеп исто една од фаворитиве овде. Игра добар тенис. 100% е фокусирана, нормално на ќе биде многу добар меч. Дали ова е вистинскиот тест сега за ја мислам секој меч е тест. Значи, ако победи наредно коло, пак има нареден тест. Нормално. Убаво е за тенисов да има нови имиња. Зошто да не? Само очекување. Дали веруваш дека Гоф може да ја мине сега и Халеп? А зошто да не? Нормално. Ајде да одиме сега да видиме што впрочем Кори Гоф и Симона Халеп има да кажат на светската тениска јавност и што очекува впрочем од нивната меѓусебна пресметка по вчерашните победи во третото коло. Што размислував пред меч поенот? Дека морам да го добијам. Не знам, навистина да бидам искрена. Се надевав дека топката ќе заврши во теренот. Пресрекна сум што челенџот беше ас за мене. Едноставно не можев да си поверувам. Конечно заврши мечот. Сакам да му се заблагодарам на мојот тренер што потроши премногу време на вежбите за слайс. Тој знае дека ги мразам, но денеска и тоа како ми беа корисни. Кога губев 5-2, си помислив дека не можам да се вратам. Морав да го задржам мојот сервис, потоа брейк, па што биде, биде. Конечно заврши првата недела. Моите родители ме советуваат да бидам тивка, фокусирана на турнирот бидејќи се уште не е завршен. Деновите за одмор ќе ги искористам за вежбање и добра подготовка за осмина финалето. Ја следам Халеп долго. Не знам како ќе изгледам на теренот против неа. Се обидувам да не мислам премногу. Одам меч по меч. Од секој учам и навистина ми помогнаа претходните 3 дуели, на кои успеав да елиминирам 3 големи фаворитки. Халеп е поразлична од сите и секој надпревар и е различен. Мојата цел е да го освојам Вимбелдон. Ова дефинитивно беше мојот најдобар меч сезонава. Многу сум задоволна од она што го одиграв. Морам да бидам искрена. Се чувствував многу самоуверено. Бев агресивна дури и при огромно мое водство. Очекував дека ќе биде тежок меч. Очекував дека Азаренка ќе удира силно и бев подготвена за тоа. Не мисле воопшто на резултатот. Едноставно удирав силно и се обидував да погодам. Кога тоа ви успева, се чувствувате подобро на терен. Имаше некои клучни моменти, кога Азаренка имаше брейк за 2-0 во вториот сет, но успеав да се справам и со тоа. Мора да кажам дека сум презадоволна што извојував победа над играч како Викторија Азаренка, затоа што таа е една од најдобрите. Што се однесува до Кори Гоф, навистина немам некое посебно мислење. Едноставно не ја познавам како игра, но за да ја победите Венус Вилијамс и да стигнете до третото коло на Вимбелдон на 15 години, секако дека е одлична работа. Сепак, ке нагласам, немам премногу информации за неа. Така, може би вчера некои очекуваа победа на Кори Гоф, може би не. Сега останува да видиме што ќе се случи од понеделник против Халеп. Но тоа што вчера би рекол навистина беше шокирачки за женскиот тенис или големо изненадување, поразот на Вознијацки од Женк. Тенисерката од Кина, која котира на 50-та позиција на ВТА, успеа да елиминира Вознијацки како 14-та носителка на овој турнир и тоа лесно во 2 сета со 6-4 и 6-2. Па, големо изненадување, се очекуваше победа на Вознијачки. Интересно, значи. Колку ете ваквите пресметки се влијаат сега и врз следниот противник на оваа тенисерка од Кина, бидејќи во осмина финалето, пак исто така ќе има противник не толку звучен и не толку атрактивен, што една од нив значи ќе игра против Јастремска, една од овие две тенисерки ќе се најде и во четвртфиналето. Па, нормално ќе имат притисок и двете, значи
мислам дека прв пат играт и двете догурале до толку далеку на Гранд Слем. Ќе бидат нормално стиснати малце, но тоа е тенисов. Така е, а Возњацки, тоа што е вчерашното изненадување, пак да подсетиме, ланскиот финалист на ланскиот победник, се извинувам, на Австралија Опен. Како се чувствуваше, впрочем, Возњацки по вчерашниот пораз, предлагам да слушнеме. Иако имав големо водство во првиот сет, сепак Зенко успеа да го добие. Како? Па играше подобро од мене, многу едноставно. Не сум изненадена од нејзината форма, игра константно добро на овој турнир. Еден од клучните поени на мечот мораше да се преигра и тоа не отиде во моја корист. Едноставно, таков е тенисот, такво е правилото. И кога ќе се случи тоа, мора да продолжите да играте и да се борите. Од оваа гледна точка, сега веќе не е ниту важно. Може би јас погрешив во таа ситуација, веќе не е важно. И не, немав проблем со публиката, туку со луѓето во мојата ложа. Зборуваа премногу гласно. Ги слушнав и морав да им кажам да замолчат. Едноставно, тој поен можеше да биде и во моја корист. Зенко дираше поблиску до линиите, отколку јас. Тоа е клучот на нејзиниот успех денеска. Беше вчера што посебно го одбележа петиот надпреварувачки ден, оние фаворитки кои ја оправда, впрочем, фаворитската улога, но и изненадувањето како елиминацијата на Возњацки. Одиме сега што денеска не очекува од женскиот дел од турнирот, а тоа и преносот кој впрочем ќе биде за некои 10 минути на 1 ТВ, на преварот меѓу Барти и Дарт. Барти од неодамна е број 1 на ВТА ранг листата, по нормално нејзините навистина интересни и сенсационални победи во Бирмингем, Ролан Гарос, Мајами. Барти е само втората австралијанка на врвот на ВТА по Ивон Гулагонг, која на врвот на ВТА беше во далечната 1976 година. Што може од Барти да очекуваме денеска? Па ја мислам фаворит е Барти на мечов, Дарт. Не мора да кажеме дека ја отпишуваме, не може да победи, играт дома, како што кажавме, домашна публика, од Англија, да, млада е, сака да победи сигурно. Значи да се докаже на свој терен. Па да се докаже на свој терен, еве убава шанса, убава прилика. Влага, верувам дека влага исто без притисок, игра со најдобрата, така да... Така имаш и лесни задачи Барти до овој надпревар. Ќе видиме денеска од 14 часот како ќе помине со овој противник, а евентуално во осмина финалето, доколку Барти успее да слави денеска, ќе се сретне со победникот од дуелот Писке или Бенчич. Одиме сега што Барти како број 1 на ВТА очекува од оваа пресметка. Мислам дека направив секако што треба на овој меч. Мојата игра беше, како што се вели, чиста. Направив добра работа во екзекуцијата со завршницата на поените и играв онака како што сакав да играм. Почнав одлично, применив во играта се што сакав и веднаш притисокот отиде на страната на Алисон. Верувајте дека тука сите терени се различни и како што го менувате теренот, така треба да се прилагодите на новиот. За тоа е потребно време. Мислам дека на овој меч бев побрза отколку претходно, но повторно ќе кажам, постои тој момент на адаптација на теренот. Секогаш постои тој елемент на енигма, односно страв од кој било противник, па и доколку играм потенцијално против домашната Хирие Дарт. Мораше дефинитивно да направам план и стратегија како ќе го одиграм мечот. Не сум се сретнала со неа досега и нормално да е непознаница за двете. Така покрај денешниот надпревар на Барти против Дарт, кој за 10 минути треба да стартува на централниот терен, ако имаме и директен пренос на 1 ТВ. Во истиот термин денеска стартува и надпреварот на Серена Вилијамс, која важи за 11-ти носител на овој Вимблдон, за противник пак ја има германката Јулија Гергес, која исто така високо котира на ВТА листата на 80-тото место. Интересен меч. Нормално. Мислам Вилијамс мечот влага како фаворит по искуство. Така, Вилијамс е позната колку е мотивирана за вакви големи турнири, но дека е надвор од она форма која красеше изминатите години, говори фактот што веќе 2 години е без освоена титула. Па нормално, фокусирана и во некои други работи, надвор од живот, тенисникиот живот, родител е,
потешко е, нормално треба да тренира, но пак Гранд Слем е ова, голем турнир е, важи еден од фаворитиве за нормално. Но и Гергес не е и така наивен противник денеска, бидејќи Гергес е тенисирка која од неодамна изгуби финале во Бирмингем од Барти. Тогаш и Барти се искачи на врвот на ВТА Јасина Наоми Осака, а Гергес освои титула во оваа година во Оукленд. А интересно е што овие две тенисерки, Вилијам Серена и Гергес, се игра минатата година на Вимблдон и Вилијам славеше во полуфиналето и меѓу семните дуели Вилијамс има 4 победи. Така да, одиме, бидејќи времето не гази пред преносите, одиме да видиме што очекува и фаворитката Серена Вилијам за овој надпревар. Како проаѓаше мечот, така влегува во него. Тоа дефинитивно ми кажува само една работа, дека има недостаток од мечови периодов. Сепак, мислам дека се движам во правилна насока. Мора секој надпревар да го сватам сериозно и да учам од секој можен поен. Мојата љубов кон тенисот никогаш не треба да биде доведена во прашање. Па зарем би била тука да не е тоа така? Зарем би била волку долго присутна ако тенисот не бил моја главна мотивација во животот? Со нетрпение го очекувам и мечот во двојки, каде што сум партнер со Енди Мареј, од причина што кога играм во двојки, тие мечеви многу ми помагаат да влезам во ритам, кој пак ми е многу потребен за моите сингл мечеви. Целата идеја ми се допадна уште од стартот, затоа што во моментов навистина ми се потребни мечеви, часови минати на терен. И јас, и Мареј, секако сакаме да успееме во ова, затоа што и обајцата го сакаме Вимблдон. Така, денеска покрај надпреварите на Барти против Дарти, Серена Вилијамс против Гергес, денеска интересни надпревари или интересен надпревар се очекува да биде на Стивенс против Конта, директна пресметка нели за 8 на финалето. Овој надпревар стартува од 15 часот и 30 минути на теренот број 1. Бертенс против Стрицова денеска игра и Линет против Квитова. Квитова знаеме, денеска избори 8 на финале како прва со 2-0 во сетови против Линета и Карла Суарес Наваро исто така со 2-0 ја елиминираше Девис. Сега одиме пред да се одјавиме, тука воено ќе ви се заблагодарам Бесир за вашето присуство. Денеска се надевам се чувствувавте одлично и имавме шанса да анализираме интересни пресметки и од вчера и најава за денес. Уште еднаш фала ви за поканава, па се надевам се гледаме некоја наредна прилика. Така. Пред да продолжиме со преносите денеска, предлагам да видиме што најинтересно се случуваше на вчерашниот пети ден на Вимблдон, најатрактивните впрочем поени да ги видиме од вчерашниот ден и нормално што пропуштивте, што не успеавме да ги фатиме оние моменти на Вимблдон, потоа се враќаме да најавиме што всушност следува на преносот.
Така, тоа беа моментите кои вчера го одбележа вчерашниот пети надпреварувачки ден или почетокот на третата рунда надпревари, која продолжува денеска на агендата на програмата, впрочем, на Вимблдон. Денеска за некој момент треба и да го имаме надпреварот на Ешли Барти и Дарт, кој првиот пренос, впрочем, денеска ќе биде од Вимблдон на програмата на 1 ТВ. Бесир, уште еднаш ќе ти се заблагодарам за вашето присуство денеска, вие почитувани. Не ја менувајте фреквенцијата на 1 ТВ. Одиме со краток блок реклами, а потоа одиме и со преносите.